Вечерва се очекува да биде познат новиот состав на владата откако ќе заврши седницата на извршниот комитет на ВМРО ДПМНЕ, на која ќе бидат разгледани и потврдени персоналните решенија во рамки на најавената владина реконструкција. Што реконструкцијата политички значи во овој момент? Реконструкција на влада секогаш е ресет на политички капитал. Така што во таа смисла таа е секогаш обид да се елиминираат оние проблеми за кои јавноста смета дека не перформирале како што треба и да се направи нов ресет на владиниот капитал, односно легитимитет. И во таа смисла политички таа значи еден таков ресет, но колкав ќе биде и дали ќе биде целосно позитивен за владата, ќе зависи од тоа колку новите реконструирани министри ќе работат подобро од старите. Кој добива, а кој губи со новиот владин состав? Не знам дали има чисти добитници или губитници. Можеби тоа рекомпонирање ќе видиме како изгледа со новите сектори, но секако е тоа потек кој ја става владината коалиција под извесен стрес бидејќи треба да направи нови преговори. Во процедура влегуваат предложените измени во изборниот законник. Дали предстојат предвремени избори? Сигнали за предвремени избори постојат повеќе, но под она што го гледаме од изборниот законник, најверојатно тие предвремени избори ќе се случат со старите изборни правила. Според шпекулациите, промени ќе има во ресорот земјоделие, правда, економија, здравство, образование, спорт, Министерството за односи меѓу заедниците и социјална политика. ВМРО ДПМНЕ сметаа дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и Левица коалицираат во блокада на изборниот закон бидејќи се исплашени од нискиот рейтинг, кој кај двете партии го вклучил алармот, констатираат од партијата. Социјалдемократскиот сојуз и Левица здружено ќе го блокираат изборниот законник, оној кој со месеци го договараа. Истиот закон во кој ВМРО ДПМНЕ прифати се што тие предложија. Единствено нешто што побаравме е по електронски пат нашата диаспора да може да гласа уште на следните претседателски избори. Прво го прифатија ова наше барање, а денес истите го блокираат. Венко Филипче и Димитар Апасиев со блокада на овој закон сакаат директно да и нанесат штета на Македонија во делот на исполнување на реформите од реформската агенда, но и во повлекувањето на средства од планот за раст. Од друга страна, социјалдемократите денеска се осврнаа на владината реконструкција, за која рекоа дека е замена на Курто со Мурто. По 2 години владење, владата на Христијан Мицкоски не испорача ниту економски резултати, ниту повисок животен стандард, ниту правда, ништо. Ниту едно изборно ветување не е исполнето. Економијата е во сериозна криза, буџетскиот дефицит е речиси целосно потрошен за само 6 месеци. Нема пари ниту за пензии, јавниот долг е зголемен за над 2,5 милиарди евра, а премиерот како решение за иселување на младите најавува увоз на економски работници. Стои во соопштението на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Државниот пазарен инспекторат интензивно го анализира потеклото на високите цени на повеќе од 600 производи. Во таа насока оваа недела во владата посредбата со трговците, средба ќе има и со дистрибутерите, производителите и увозниците на производи за широка потрошувачка. За секој производ ќе се анализира целиот зинџир на снабдување од набавната цена кај производителот до продажната цена кај трговецот. Ќе биде опфатено и нормално и дистрибутерот. Кога ќе го имаме таа анализа, нормално дека ќе излеземе пред јавноста и ќе кажеме да го најдеме точно кои се индикаторите што на крај завршува и производот се продава на таа цена или влијае врз цената на производите. Кога анализите ќе бидат готови? Дурмиши не е сигурен. Предпоставувам дека овој месец што доаѓа за еден месец ќе биде завршено, но за поконкретно да ви дам поточен датум треба да гледаме кога ќе почнат со тие контроли, колку ќе зема колку е обемот на работата за
контрола на една или две фактури, па на крај да го кажеме да го известиме јавноста кој е тој датум или колку време ќе земе таа контрола. Напоредно, Дурмиши потенцира дека треба да се зголемуваат и платите. Констатираме дека треба да се зголемат платите, тоа да оди постепено, да оди врз базирана на одржлива економија, да ги поддржаме малите и средните предпријатија, каде што ќе им даваме можност они да вработуваат повеќе лица, да ги зголемат платите, да го зголемиме продуктивноста и постепено ќе оди и зголемување на платите и инфлацијата ќе биде во стабилна состојба. Темелна анализа на мотивите за повисоките цени потврди и премиерот Христијан Мицкоски, кој изјави дека лично ќе се занимава со секој производ и фактура поединечно за да ја утврди ценовната трансформација од производител или увозник па до граѓанинот како краен потрошувач. Основното барање на Мицкоски во целиот Синџир е зголемувањето на цените да биде помало од 3% на годишно ниво. До 10 август да се реши проблемот со визите на возачите кои транспортираат во земјите на Европската Унија, побараа вчера асоциациите на транспортери од Македонија, Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора. Писмото кое што ќе го пратиме денеска, односно утре, до Брисел, Европската комисија во Брисел, е барање да се најде решение трајно или привремено, за да не почне од август да се бројат денови на престој на возачите, бидејќи според математиките кои што ги правиме од 10 април до август веќе ќе има доста возачи кои што ќе ги надминат тие 90 дена, така да за да се надмине проблемот, сакаме на овој начин да упатиме порака до Брисел, меѓутоа да упатиме порака и до сите 4 влади на државите да се здружат заеднички да бараат решение. Транспортерите како краен датум го одредија 10 август, што е релативно брзо. Дали е можно проблемот до овој датум да се реши и што ако не се реши? Ако постои политичка волја на бриселската администрација, многу брзо може да се реши проблем. Бидејќи они си направија проблем и себе си, намален е приливот на возила кои што да вршат превоз од регионов, што значи дека и на нив во Европска унија им се покачаат цените на превоз, што значи сами си ги прекачаат трошоците на работењето. Од друга страна, оневозможуваат брз проток на стока која што оди во Западен Балкан и обратно. Министерот за транспорт и врски и вице-премиер Александар Николовски повеќе пати изјави дека потреба од протести нема, бидејќи Македонија проблемот ќе го реши индивидуално. Ние имавме состанок со министерот Александар во понеделникот, минатиот понеделник. Разговаравме за истото, значи има две работи. Државите сите посебно на билатерална основа разговараат поединечно со државите членки на Европска унија за да се донесе можност за да се најде привремено решение. Меѓутоа, она што се оди и настапува во Брисел е можноста да се најде генерално заедничко решение. Проблемот на возачите е правилото 90 од 180, што значи дека тие во земјите на Европската унија може да престојуваат најмногу 180 дена во годината. Потоа тие се изложени на ризик од големи казни, забрана за влез, а во многу случаи и депортација. По иницијатива и даден предлог од координаторот на претеничката група на ВМРО ДПМН Никола Мицевски, денеска собранието го изгласа законот за регулација на лесните електрични возила, тротинети, со кои се воведуваат построги правила за нивно користење. Објави на својот Facebook профил Мицевски. Со новите измени воведуваме поголема безбедност и ред на патиштата, особено кога станува збор за лесните електрични возила, тротинети. Со новата законска регулатива, само лица над 18 години ќе може да управуваат со лесно електрично возило. Стои во известувањето од страна на Мицевски. Законот предвидува и построги казни за непрописно возење, вклучително пречекорување на брзината, возење под дејство на алкохол, како и превезување друго лице или малолетник на возилото. За најтешките прекршици се воведува и мерка привремено одземање на возилото до 30 дена, покрај паричните казни. Целта на законските измени е намалување на сообраќајните незгоди и зголемување на безбедноста на сите учесници во сообраќајот.
Малата потрошувачка коштничка во јуни чинеше 61,82 евра. Ова го објави на пресконференција Виолета Иванова, заменик директор на Институтот за социјални и синдикални истражувања и обука на Бугарија. Ако зголемувањето на малата потрошувачка коштничка е 0,5%, тогаш чувството кај домаќинствата е за многу повисока инфлација, коментираше Иванова. Ова првенствено се должи на веќе високите нивоа на цени и ниските приходи, рече таа. Во Бугарија просечното домаќинство троши околу 30% од својот буџет само за храна, објасни експертот од Конфедерацијата на бугарски синдикати. Земјотрес со јачина од 3,6 степени според Рихтеровата скала утрово во 6 часот и 18 минути е регистриран во Босна и Херцеговина во близина на градот Зеница. Според податоците на Европско-медитеранскиот сеизмолошки центар, епицентарот на потресот бил лоциран на околу 11 километри од Зеница на длабочина од 7 километри. Станува збор за плиток земјотрес кој покрај релативно умерената магнитуда може да биде почувствуван на пошироко подрачје. За сега нема информации за причината материјална штета или повредени лица. Српскиот претседател Александар Вучич представи пакет нови мерки за подобрување на животниот стандард на граѓаните. Тој нагласи дека ќе има многу добри вести, особено за пензионерите и најранливите граѓани. Не можам да најдам точна бројка, но ќе има значително зголемување на пензиите и платите. Растот на пензиите од 2020 до 2026 година номинално е за 117,1%, а во реалност 45,3%. Вкупната вредност на пакетот е над 600 милиони евра, а ќе се однесува на над 3,5 милиони граѓани на Србија, објави Вучич. 39-годишната професорка на медицинскиот факултет во Штип, ТА, е уапсена од полицијата поради примање мито. Таа од турски студент по медицина била пријавена дека побарала 300 евра мито за студентот да положи испит кој на програма бил вчера. Во координација помеѓу основното јавно обвинителство во Штип на турскиот студент КБ му биле предадени криминалистички обработени 3 банкноти од под 100 евра. Откако ТА парите ги примела, таа е задржана во полициската станица. Парите се одземени и против неа ќе биде поднесена соодветна пријава. По апсењето на професорка од Универзитетот Гоце Делчев од Штип се огласија со соопштение. Како универзитет имаме нулта толеранција за корупција. На универзитетот постојат воспоставени механизми за пријавување на вакви случаи и секој може без страф да ги искористи. Истовремено, ги охрабруваме сите вакви сознанија директно да ги пријавуваат и до надлежните институции. Само со навремено пријавување, професионално постапување и доследно почитување на законот можеме да изградиме систем во кој знаењето, честноста и личниот интегритет ќе бидат единствените критериуми за успех, а оние што ја злоупотребуваат довербата што им е дадена, нема да имаат место во академската заедница. Стои меѓу другото во соопштението од Универзитетот Гоце Делчев Штип. Сточарите од Сдруженијето Симентал денеска одржаа протест поради серија од проблеми со кои се соочуваат во производството на месо и млеко. Преработувачите не им гарантираат постојан откуп, цената е прениска, а субвенциите не им се исплатени, рекоа тие денеска на протестот. Целта на овој собир е јавно да го изразиме нашиот револт од моменталните пазарни нарушувања и конструктивното да ги доставиме нашите итни барања до надлежните институции во Скопје. Целосно е несфатливо за нашата држава да се соочува со наводен вишок на домашно сурово млеко и прекин на откупот од страна на одредени млекарници во услови кога домашното производство задоволува едва 60% од вкупните потреби на македонскиот пазар. Проблемот не е фармерите, туку во неконтролираниот увоз на пастеризираното млеко и млеко во прав од Србија, што создава нелојална конкуренција и директно ги притиска преработувачите кои работат со вистинско домашно фармерско млеко. Општина Берово организира работна средба со представниците на локалната бизнис заедница која ќе се одржи на 7 јули годинава во големата сала на општината. Целта на средбата е зајагнување на диалогот меѓу локалната самоуправа и стопанствениците, размена на предлози и идеи, како и унапредување на деловната клима и локалниот економски развој во Берово.
Градоначалникот на општина Берово Петар Ружински истакна дека ваквите средби се клучни за развојот на локалната економија. Силна локална економија можеме да изградиме само преку отворен диалог и партнерски однос со бизнис заедницата. Очекувам оваа средба да донесе конкретни предлози и идеи кои заеднички ќе ги претвориме во мерки за подобрување на условите за работа и развој на стопанството во Берово. Истакна градоначалникот на општина Берово Петар Ружински. Средбите ќе се одвиваат во два термини, во 12 часот за компании и деловни субјекти со до 10 вработени и во 14 часот за компании со над 10 вработени. Оптимизацијата во основното училиште Гоце Делчев Штип е неминовна и се води кон поинаков и нов пристап во образованието. Став е на градоначалникот на Штип Иван Јорданов и директорот на педагошката служба при Министерството за образование и наука Роберт Таджи Петров во емисијата Што мисли народот на телевизија Стар. Тоа е реформа која можеби навидом изгледа дека се практично намалуваат ресурсите кои се инвестираат во образование, но не е така. Оваа емисија, но и во иднина ние имавме средби и ќе имаме средби во периодот кој што следи со сите чинители, за да практично ги обелодениме и ги презентираме чекорите кои ќе следуваат. Во основното училиште Гоце Делчев, но и во сите други основни училишта, ние имаме поразителни бројки кои се последователни од година во година, имаме тенденција на намален број на ученици. Оваа година имаме намален број на ученици во основното училиште Гоце Делчев, но не само намален број на ученици, туку имаме и проблем со сегрегација. Проблемот со сегрегација не потекнува откако Иван Јорданов или Роберт Таджи Петров се на позиција да носат одлуки, туку се проблекува со години наназад. И тоа што проблемите се ставаат во тепих, кај нас е проблем кој што ние решивме да го изнесеме во јавно. Клучно во реформскиот почеток е што наставниот кадар нема да остане без работа. Не се крата средства во образование, дека одбираме една нова реалност во која што, како што напомене градоначалникот општина Штип е предводник во, но слични одлуки имаат, мислам и општина Струмица имаат и други. Да, има во други веќе се реагира. Општина Штип е предводник и општина Штип носи одлуки и вели добро, во ред. Наставниот кадар ќе го згрижиме, децата ќе ги згрижиме, но ајде да погледнеме на една друга реалност во која што наместо да продаваме на јавноста дека носиме некои одлуки, дека сме против или за нешто, ќе овозможиме систем кој што систем постојано ќе се надградува. Освен во основното, идентични проблеми има во средното образование. Во средното образование имаме огромни финансиски издатоци за вештачко одржување на одредени состојби во училиштата. Што е толку страшно да бидете објективен, да кажете пред јавноста дека ова не е одржливо? Нема поголема доблест од тоа да кажете дека ова вака не треба да биде. Зошто милиони евра да се даваат за нешто што не вродува со плод, за нешто што е неодржливо? Имаме потреба истите тие средства да ги реалоцираме во капитални инвестиции, во подобрување на условите, во модернизирање на условите, во создавање на нешто кое ќе им помогне на сите дечиња да се стекнат со соодветно образование. Тоа за мене е нормално носење на одлуки. Процесот на оптимизација, напомена Јорданов, ќе се одвива постапно во наредниот 5-годишен период. Советот на општина Виница денеска ја одржа 10-та редовна седница на која пред советниците беше поставен обемен дневен ред со повеќе развојни, урбанистички, социјални и инфраструктурни точки. Меѓу клучните беа предлог програмата за располагање со градежно земјиште за 2026 година, измени во урбанистички планови, планот за оптимизација на основните училишта, како и одлуки поврзани со работењето на јавните предпријатија и локалната економија. Советот разгледа и барања за продолжување на работното време на угостителски објекти, користење на јавни површини, финансиска поддршка за културни и спортски настани, како и повеќе барања за финансиска помош за лекување на граѓани. На дневен ред беа и одлуки поврзани со бесправно изградени објекти, инфраструктурни проекти во населените места, како и советнички прашања. Утрешната програма на 41-то издание на Штипско културно лето носи две значајни културни содржини. Во 20 часот во уметничката галерија Безистен во Штип ќе биде отворена изложбата Иконографија и мотиви на античките монети во организација на Завод и музеј Штип под авторство на доктор Гордана Јанева. Изложбата нуди ретка можност за увид во символиката и уметничките прикази на античкото монетарство.
Истовремено во 20 часот во Домот на културата Ацо Шопов ќе се одржи концерт на баритонот Васко Здравков, насловен Класика за секоја генерација, со кој публиката ќе ужива во внимателно одбрани класични музички дела. Жена во Алберта, во Канада, имала застрашувачко искуство кога се соочила. Утре времето претежно сончево, попладна е можен развој на нестабилност која ќе донесе врнежи од дожд. Температурите до 32 степен. Ветрот ќе дува со брзина од околу 8 км на час. Влажноста на воздухот ќе биде 34%. Температурите по градови се следните: Штип 32 степени, Карбенци 31, Пробиштип 30, Чешиново Облешево 32, Кочани 30 степени. Температурата во Виница до 31 степен, во Македонска Каменица 30, Делчево 31, Пехчево 27 и во Берово максимални 28 степени. Православните верници утре се спомнуваат на светиот маченик Леонтиј. Католиците на Аран,